Сузана Спасовска без малку 4 децени подочно, цели 38 години е на врвот на нашата фолк сцена со незиниот исклучително убав глас, за кој што многумина велат дека е како глас на Славеј, со специфичната интерпретација, но и со љубовта кон родната татковина Македонија, кон нашиот фолклор, традиција и убавата македонска народна песна. Таа неуморно 4 децени ги расширува крилјата преку македонската народна песна, патувајќи насекаде низ светот и како првенец на националниот ансамбл танец, а постојано на публиката и подарува нови рефрени кои што остануваат како трајна вредност за идните генерации. Ова 2024 година слободно можам да кажам дека Сузана Спасовска и подари на македонската јавност сребрен и златен отпечаток со две извонредни музички дела. Најпрво, црковната православна музика од албумот Терирем, а и сега најновиот етно албум на кој што се најдоа повеќе познати, но и помалку познати народни песни, насловен како Судбо моја. Тоа беше повеќе од доволна причина да ја побараме за време на овие летни горештини и да ја замолиме да одвои малку време за нас и за гледачите на телевизија Алфа, за да проговориме за овие две извонредни музички дела кои што сигурно ќе траат со векови. Сузе, добро утро и ти благодарам што си денес заедно со мене и со гледачите на телевизија Алфа. Добро утро, многу ми е драго што сум на Алфа телевизија, на вашата емисија и што можам да проговорам за моите најнови два проекти. Ние комунициравме и пред одреден временски период, токму кога беше промовиран албумот со духовна музика, но едноставно од преголема зафатеност, од премногу обврски и приватни и професионални, еве некако средбата пред камерите се случи токму сега, но може би и уште поубаво за тоа што веќе го промовираш и твојот најнов етно албум Судбо моја. Но така се во 2023 година, на крајот на 2023 година направени, готови, меѓутоа заради актуелноста на Терирем мораше малку да задоцни овој најнов албум Судбо моја, кој што е етно албум со 10 нови односно стари македонски песни во едно ново руво кој што ги направи Александар Јовевски. Терирем најде на прекрасен одзив кај публиката, на специфичен твој начин, многу убаво ги донесе тие црковни песнопеења, како што пишува и на самиот така албум. Како всушност се случи идејата да се сними нешто вакво и кој се те поддржа во изработката на овој по многу нешта уникатен и извонреден музички албум? Да, уникатен и прв досега во нашата земја. Терирем многу долго тлееше во мојата душа. Јас многу често после многу напорни денови со работа, со патувања, снимања и слично, ќе дојдев дома и ќе си слушав таква музика која што длабоко навлезе во мојата душа и ми создаваше еден мир, едно спокојство, една убавина и се почесто почнував да слушам и да истражувам во таа црковна музика и така веројатно дојдов и до Терирем, но предпоставувам дека тоа е една Божја промисла, односно сигурна сум дека е Божја промисла, бидејќи едно утро се разбудив и знаев дека ќе направам нешто за својата душа. Значи, она што го знаев, што го слушав, дека ќе го направам и другите да можат да го слушнат и така се случи Терирем. Но сепак за таа тема, бидејќи ми беше недоволно позната, морав да се консултирам, така се најдовме со господинот Секуловски поточно, кој што освен во пеачкиот дел беше со мене и во консултациите и навистина сум му многу благодарна, бидејќи ми отвори едни нови хоризонти, едно ново познавање и запознавање со оваа музика. И потоа дојде моментот кога решив сето тоа да го снимам
во City Sound Скопје, во студиото кај Љупчо Соколовски. Можам да кажам дека и тој многу се потруди околу доловувањето на оној звук кој што е многу специфичен и кој што треба да звучи како во црква. Многу сум задоволна од реакциите, многу сум среќна, му благодарам на Бога за овој проект. Мислам дека ќе остане трајно во ризницата на македонската музика и ова е еден начин да ја донесеме оваа музика малку поблиску до народот, да го вратиме народот во црквите, да ги слуша литургиските песни, химни, песнопења и тие стари древни напеви. Освен извонредниот музички израз, многу внимававте и на визуелниот израз. Па номерите кои што се најдоа на овој албум на духовна православна црковна музика се снимени во прекрасни амбиенти од нашите православни светилишта. Да, беше замислено низ цела Македонија да се снима, меѓутоа сепак бидејќи се работи за еден проект каде што сум јас извршен продуцент, значи финансии се во прашање, сепак се ограничивме на Скопскиот регион и онаму каде што јас често го поминувам времето, сакав да ги забележам тие места, тие цркви, тие храмови и на овие видеозаписи. 16 на број. Кога ќе кажете 16, тоа е навистина многу, бидејќи навистина сето тоа чини многу пари, меѓутоа можам да кажам дека сите кои што се инволвирани во овој проект Терирем, сите со сето срце се вложија максимално, без разлика на висината на хонорар и слично, зашто сум им многу благодарна, значи се дадоа себе си максимално, па исто така и со видеопродукцијата. Многу сум благодарна. Пред се реков, сум благодарна на Бога што ми ги испрати сите тие луѓе да ми помогнат да стават едно камче во тој мозаик што се вика Терирем. А тоа е песната на Мајката Богородица, на Пресвета Богородица, која му ја пеела на својот божествен син и младенец, Исус Христос. На многаја лета. Суза, ајде сега да проговориме и за најновиот етно албум Судбо моја, на кој што се најдоа, како што спомнавме, 10 познати, но и помалку познати народни песни. Да, но само ќе додадам за дека Терирем со православни црковни песнопења е со благослов на неговото блаженство архиепископ Охридски македонски господин Стефан. А исто така заедно со мене беше и црковниот клирос Пелагонитиса, кој што е составен од Георги Секуловски, Бранче Трајковски и Александар Трајковски. Исто така сите тие се вложија максимално во ова дело. А сега додиме на Судбо моја. Судбо моја е исто така нешто што многу тлееше во мене долго време. И тие песни се песни кои што јас ги обожувам. Без разлика, има неколку што се многу познати, како Кирија на вино продава, како Ками испаднала мома Катерина, Изникна ми бадем дрво, но има и некои кои што се помалку познати, помалку пеени, како Ој јаворе, јаворе, која е моја омилена песна. Потоа Изникна ми бадем дрво, Ти се армаса, Стојана Станка Думаша, една многу тажна песна која што има исполнувано Васка Илиева. Меѓутоа, толку е многу тажна што јас не можев да не ја исплачам и пред тоа додека ја спремав, а и додека ја снимав. Се работи за една тешка македонска судбина на една македонска жена која што раѓа 9 деца и 9 деца ги губи, а незиниот сопруг вели зошто Станки не си толку убава како што беше порано. Таа вели како да бидам убава од такви таги и маки низ животот. И сега би се расплакала од толку тажна животна судбина, да. Потоа има и песни кои што јас ги пеам и во танец, во мојата матична куќа, Митра мома Поповата, Крена Мартината,
Расплакал се Старбел дедо една исто не многу пеена песна од Сариевски и е многу интересна, така шеговина. Собрале ми се набрале, значи има од секакви теми, како да кажам. Значи застапено и нешто пошеговито, и нешто по озбилно и така, едноставно 10 композиции за кои што исто така ќе бидат направени видеозаписи, но сега за сега остануваме на аудиоизданието. Снимено е во City Sound кај почитуваниот Љупчо Соколовски. Морам да кажам, бидејќи навистина многу се вложија и самите музичари, бидејќи сето тоа е во живо снимено и отсвирено. Тоа е Александар Јовевски, кој што ги направи сите аранжмани, но свираше и пијано, тамбура и кавал. Потоа мојот колега од танец и почитуван армоникаш Дарко Илиевски, хармоника. Владко Терзиски, мојот почитуван колега исто од танец, кларинет свиреше. Илија Филиповски виолина, Филип Михајловски канон, Горан Гешовски бас-гитара, Радко Даутовски перкусии и Виктор Филиповски ударни инструменти. Многу сум им благодарна што се вложија себе си многу во овој албум. А можам да кажам дека навистина Александар Јовевски се помина себе си. Има направено неколку албуми за колеги и колешки. Меѓутоа самиот вели секој дневно и чувствува дека се надминал себе си со овие аранжмани. Многу ни се драги, многу ни се мили и се надеваме дека ќе можеме да овие песни да ги доближиме до публиката со нашите концерти кои што ќе ги правиме низ Македонија, но за тоа потоа. А во меѓувреме сите овие твои извонредни музички изведби се достапни за сите што сакаат да ги слушаат на твојот YouTube канал, на социјалните мрежи? Да, јас сакам секогаш што поскоро да ги доближам до публиката песните од новите албуми. Овој албум се вика Судбо моја, но албумот е насловен по мојата не по песна, туку по мојата судбина која што е народната песна станала моја судбина. Може да се најдат на сите дигитални платформи, светски платформи за музика, можат да се преслушуваат и да се преземаат. Потоа можат да се најдат на мојот YouTube канал, каде што може слушателите да си слушаат, нели, бесплатно. Но оние кои што сакаат да си ги земат како за подарок, бидејќи навистина посебно за Терирем во овој период многумина беа прашуваа каде може да се најде, бидејќи сакале да испратат подарок дали во Австралија, дали кај нашите иселеници. Можат да се набават, значи, во музичките продавници Чув за Чув, во Винил Шоп, во Аудио Култура, а исто така и онаму каде што се продаваат најубавите книги, во Матица Ексклузив. За сега таму. За потоа ќе видиме. Сузе, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Верувам дека утринава публиката уживаше да те слуша и да те гледа на фреквенцијата на телевизија Алфа и понатаму продолжуваме да ја следиме твојата богата, неуморна музичка активност и да уживаме секако во твоите извонредни интерпретации. Му благодарам и на Бога што ни даде ваков убав ден во овие жештини, малку и да не дувне ветрето и да се чувствуваме убаво и пријатно во разговорот. Секое добро ви посакувам и голем поздрав до вашите гледачи. Благодарам.